Главниот град на Србија ги пречекува илјадниците студенти кои пристигаат за големиот антикорупцијски митинг, почнувајќи од денеска. Од рано утрово голем број трактори се паркирани и околу паркот пред зградата на српското председателство во Белград. Студентите кои стојат за утрешните протести со денови маршираа кон Белград од различни правци. Во Белград од утрово екипата на Телма телевизија започнуваме со првото јавување на колегата Огнен Чанчаревиќ и Зоки Трајковски. Огнен, повели, времето е твое во вестите. Да, Павле, како што кажа, вечерва почнуваат да пристигаат студентите, средношколците и луѓето кои што ги поддржуваат студентите и овие протести почнуваат да пристигаат тука во Белград во очи на големиот протест кој ќе се одржи утре на 15 март. Ние во моментов се наоѓаме на Теразије. Токму тука е зборното место кое што го одредија студентите, каде што ќе почнат да пристигаат од неколку насоки, ќе почнат да пристигаат луѓето кои што тргнале пеш, со точаци кои што тргнале од Нови Сад, кои што тргнале од централниот дел на Србија. Како што можете да видите и зад мене, тука веќе има голем број на граѓани, на студенти, претежно студенти, кои што се во исчекување на нивните колеги и на сите истомисленици што планираат вечерва да дојдат во Белград и утре да се појават на големиот антикорупцијски процес. Како што кажа и ти, ние не од утро, од попладнево сме тука во Белград. Што може да се види во градот? Животот, обврските навидум се извршуваат непречено, но тоа е само но ако се доближите до делот каде што е паркот, например, паркот на пионерите, каде што кампира Сдруженијето Студенти 2.0, за кој што се тврди дека се поддржувачи на преседателот Вучич, може да се забележи и таму дека тенденција, затоа што од едната страна на решетките на оградата се тие, од другата страна се луѓето кои што ги поддржуваат студентите и тука има довикувања, дофрлања, па и навреди и закани. Од она што можевме да го видиме на терен, тие најавија дека утре остануваат во паркот таму и покрај тоа што од нив беше студентите побараат тие да бидат дислоцирани пред се заради безбедносни причини и само за тоа за да се избегне евентуален инцидент. Од синоќа, односно од рано утро, околу парк се поставени стотина трактори, паркирани се доцна во ноќта, неофицијално се паркирани од поддржувачи, симпатизери или луѓе поврзани со владачката партија, но за тоа јас за сега немам тврда, тоа се само информации кои што не се потврдени. Во меѓувреме студентите се оградија преку соопштение, преку нивната Инстаграм страна, која што е главната страна за комуникација, која што е главната алатка за комуникација и со медиумите и со сите останати, бидејќи тие немаат официјален лидер и денеска нема официјална пресконференција, а знаете дека секоја пресконференција ја одржуваат други луѓе кои што се договараат на пленумот во очи пресконференцијата. Тие јавно се оградија од движењето на слободни граѓани во Нови Сад, апропо големиот скандал кој изби вчера со прислушуваните разговори за подготвување на државен удар. Последните информации се од овде, од тоа што слушам, дека се уапсени 6 од тие кои што ги има на снимката и тие ќе бидат тие се осомничени за подготвување на државен удар. Во моментот тече и обраќање на преседателот Александар Вучич, но за тоа што кажа во следното информативно издание. Она што е битно е дека студентите тука се оградија од секаков вид политичка соработка и поддршка. Апелираат до сите за вечерва и за утре протестите да се одржат мирно и достоинствено. Побара од Министерството за внатрешни работи да има засилено обезбедување околу паркот на пионерите, кој што е на само 200 до 250 метри од овде, платото на Теразија, каде што сега ќе пристигнат нивните истомисленици. Исто така тие побара поддршка и од Светата православна црква, побара поддршка од академската заедница,
И тоа што сакав да го нагласам е и дека во текот на денот, кога се организира голем број на граѓани да дојдат овде во Белград, се случија голем број на анонимни дојави за подметнати бомби во возови, па така железничкиот сообраќај беше во прекин и ми се чини дека се уште е во прекин и голем број на граѓани не можат да стигнат за Белград. Во наредните неколку часа тука има програма која што треба да заврши некаде околу 9:30-10 часот. Во наредните неколку часа, како што кажав, од повеќе дирекции зад мене овде на Теразије ќе пристигнат, не знам, се претпостава дека ќе се стигнат 10.000 луѓе кои што од разни градови од Србија кои што ќе им дадат поддршка на студентите како вечерва, така и утре на утрешниот протест. Павле? Ти благодарам, Огнен, за најновите информации. Тоа беа Огнен Чанчаревик и Зоран Трајковски од Белград. Тие продолжуваат со снимање и следење на состојбите во главниот град на Србија.